Ви представуваме дел од носиите од Кичевскиот крај, кој што е составен од повеќе делови, од копачијата, од така наречената Беличка и Бржанска река и дел од крајот кој што се поврзува со поречијата. Сега ќе ви представиме носијата кои што ги носеле момчето и девојката се до нивната свршувачка. Ќе да почнеме од облеката на момчето, која што е составена од кошула навезена со автентични везови, потоа црното гунче, појасот кој што се носи црн, може да биде и црвен, од белите бечви кои што ги носи се до моментот на свршувачката, после тоа веќе ги менува во црни бечви. Белите бечви е карактеристично тоа што гајтаните кои што се навезени се спрема богатството на момчето. Ако има еден гајтан, тогаш момчето е од сиромашна фамилија, но ако има 2 или 3 гајтани, тогаш момчето е од побогата фамилија. Исто така и чорабите ги се навезени со автентични везови од Кичевскиот крај и опинците кои што ги носеле. Ова носија кај девојката, да започнеме од шамија, мунистарник, саја, кошулата која што ја носи девојката, имаме разни везови. Појасот е направен од волна како врвка и некаде достигнувала во некои села до 16 метри, а некаде и до 32 метра дори. Скутникот од моминската носија, од девојката, е алов, жолта основа со црвено, кафено или некоја друга боја која што ја отцртува нејзината возраст. И чораби кои што скоро соодействуваат со носијата и го искажуваат делот од каде што девојката потекнува. Ќе покажеме носијата од девојките кои што се мажеле, кој што исто така е составена од шамија, мунистарник, потоа од грауник, везен, потоа тука е за прв пат се појавува клашеникот направен од срма, срмени везови и од гајтани во боја. Кошулите завршува на ракавите со различни шари кои што ја отцртува незината возраст. Тука исто така се појавува и појасот во вид на врвка, скутникот во разни бои, кафена, црвена, зелена, значи во повеќе бои, во зависност од селото, така и се прават тие скутници. Малку постарите жени, тоа се свекрвите, како што ги викаме, носат исто така шамија како мунистарник. Овде е карактеристично што веќе се појавува клашеникот во црна боја, направен со срма, со гајтани и со одредени накид или нешто направено кој што ја одделува од другите носи. Тука исто грвникот, значи заедничко нешто кај сите женски носи, врвката, односно појасот вид на врвка и едно нешто поново, тоа е скутникот. Во Кичевскиот крај исто така се носеле и носи кои што исклучиво се користеле за работа во куќата, во полето или подалеку. Тука се ќе и представиме најпрво машката носија која што ја носеле мажите од Кичевскиот крај, која што е составена, да почнеме од главата, тоа е капата. Потоа имаме кошула, исто така платнена, везена со посебни везови од Кичевскиот крај и една интересна джелетка која што се прави во нашиот крај со џепови, кои што се користеле исклучиво за работа и постарите луѓе тука си ставале одредени работи кои што им помагале во работата. Под самата джелетка постарите луѓе носеле широки појаси. Тие појаси ги имаме бели, црвени и кафени кои што се најкарактеристични и се носат во Кичевскиот крај. Ова носија е дополнета со црните бечви. Бечвите надолу продолжуваат со чораби, исто така со везени од везови од исклучиво Кичевскиот крај, опинци и една многу карактеристична работа, значи ова носија вака гледана е што се користи во сите три временски периоди кога било потопло, а за време на зимскиот период се носело посебно палто, клашеник, значи направено клашна. Жените кои што биле домаќинки во овој период носеле исто така фустани кои што се направени од клашна. Имаме грвник, шамија, било да е бела или да е црна, значи зависи од домаќинката како носи, скутник кој што е потемен и е во разни бои со разни линии, чораби везени и опинци кои што ги користеле
постарите луѓе низ куќа за работа.